Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори денеска во Битола организираше информативна средба со локалните сметководители и книговодителските бироа за новиот акт за минимален надоместок за услуги, кој ќе започне да се применува од 1 јули годинава. Главната расправа се водеше за квалитетот и гаранцијата на услугите после првиот чекор, регистарот за сметководители и овластени книговодители, сметководствените бироа да се лиценцираат по потоа примена на актот. Од Институтот на сметководители на Република Македонија вела дека сметководителите најмногу прашувале како полесно да дојде до лиценца, кое друштво може да аплицира и како да определат реалната цена во договорот. Големото недоразбирање кое што јас го гледам вака од сите прашања се однесува токму на тоа, таму се предвидени неколку критериуми. Тие критериуми треба да бидат кумулативно исполнети. Одредени критериуми предвидуваат одреден број на документи сметководство месечно или годишно. Некои од критериумите се однесуваат на вкупните приходи и често пати се поставуваат прашања: мојот клиент има една фактура, а приходот е во групата на, да кажам, ајде на некоја од која што е повисока, не би можел он толку да плаќа и така натаму. Значи тука веќе останува простор самото биро или самиот овластен сметководител да процени колку би бил тој надомест во рамките на оној предвиден надоместок. Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори смета дека состапувањето во сила на актот за висина на минимални надоместоци за вршење книговодствени услуги ќе се подигне нивото на сметководствената дејност.